Американската Хелсиншка комисија во Вашингтон одржа распит за Западниот Балкан и самитот на НАТО 2012. Од Вашингтон на линија е Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски. Ведран, официјален Вашингтон вчера преку заменик помошникот државен секретар Филип Рикер во Скопје порача дека решението на спорот е предуслов за влез во НАТО. Што велат учесниците на распитот? Јасминка, стручњаците кои сведочеа се согласни дека нема алтернатива на влезот на балканските земји во НАТО, дека тоа ќе го стабилизира регионот и ќе ја зајакне демократијата. Конкретно за Македонија, разликата во ставовите е како да се постигне тоа. Еве што мисли професорот Даниел Сервер од Универзитетот Джонс Хопкинс, кој говореше преку скајп врска од Белград. Мај е времето да се поправи неправдата од Букурешт. Чикаго е местото. Самитот на НАТО треба да испрати покана за членство на поранешната Југословенска република Македонија или на Македонија, според кој и да име за кое Скопје и Атина може да се договорат пред тоа. Сад треба јасно да ја дадат до знаење на Грција дека повторувањето на грешката од Букурешт не е прифатливо, како што веќе кажа Меѓународниот суд на правдата. Спротивно на него, Нида Гелазис од центарот Вудроу Вилсон заговора најпрвин договор меѓу Скопје и Атина околу името, па потоа влез во НАТО. Очигледно постои голема пречка во односите со Грција. По проширувањето, меѓународната заедница би загубила дел од влијанието да издействува заемно прифатливо решение. Иван Вејвода од германскиот Маршалов фонд во САД ја поздрави одлуката на судот во Хаг, но е резервиран за можноста за влез на самитот во Чикаго. Еве што изјави за Гласот на Америка. Надежта е дека Македонија ќе добие покана за членство, но имајќи ја предвид севкупната политичка состојба, тоа е неизвестно. Времето ќе каже. Имаме време до мај да ги видиме резултатите. Јасминка? Благодарам, Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски.